Дисциплинската комисија на Германската фудбалска федерација го казни фудбалерот на Бајер Леверкузен Михаел Балак со парична казна од 8.000 евра поради навредите кои германецот ги упати кон фудбалерите на Келн. Балак на 2 март по победата на Шалке со 2:0 си качи на трибините кај што се наоѓале навивачите на Бајерн и со мегафон упатил неколку непристојни зборови кон играчите на градските ривали. Балак свесен дека погрешил, набрзо потоа се извинил, но и покрај тоа Германската фудбалска федерација одлучила да го казни. Судијата Денис Ауткин го прекина надпреварот меѓу Сент Паули и Шалке на само минута пред крајот, откако помошникот судија беше погоден во глава со чаша преполна со пиво. Фудбалерите на Шалке водеа во хамбургер против домашниот тим на Сент Паули со 2:0 во 28-то коло во бундеслигашкиот надпревар. Тоа му беше и првиот надпревар на Ралф Ранкинг кој го наследи Феликс Магат. Фановите на Сент Паули не можејќи да издржат арбитражата на судијата, откако претходно исклучи дури двајца од домашниот тим, на крајот се решија гневот да го исторат на помошникот. Помошникот арбитар беше веднаш хоспитализиран во најблиската болница. По само 1 саат откако му беше санирана повредата, бил пуштен на домашно лекување. Полицијата по завршувањето на надпреварот го приведе лицето кој што ја фрлила чашата со пиво кон судијата, пошто го однеле во притвор за подетално испитување. Во 15-тото коло на Бундеслигата Нирберг дома загуби од Борусија Дортмунд. Навивачите дотолку ја загреале атмосферата каде буквално можеле да го срушат стадионот. За среќа, конструкцијата е предвидена за вакви работи. Иако ова симпатично куче било спремно да шутне пред големиот аудиториум, некој од играчите не сакал да му ја подаде топката. Вистинска штета, бидејќи очигледно се работи за вистински дриблер на теренот. Бидејќи кампањата за позелена Формула 1 зазема се поголем замав со новите решенија за намалување на емисијата на штетни гасови, италијанските медиуми шпекулираат дека Ферари на една трка од годинешниот календар ќе ја промени својата црвена боја во зелена. Таквата промена би била вистински преседан во историјата на италијанците, бидејќи досега тимот никогаш не ја променил препознатливата црвена боја. Но како што шпекулираат италијанските медиуми кои пренесуваат од извори од Маранело, Ферари е подготвен една трка од календарот да ја промени бојата. Джек Хастио веќе некое време се занимава со скокање во височина. На своите тренинзи прескокнува гуми, огради, своите пријатели, па и многу други работи. Погледнете го видеото и видете ги неговите неверојатни способности. Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus. Собствениците на една златара во Нанјинг мислеле дека имаат многу добра идеја за публицитет со овој позлатен спортски автомобил, се додека не се обиделе да го извадат на улица. Специјално адаптираниот спортски автомобил бил дигнат со пајак од улиците, бидејќи собствениците заборавиле да го даночат и регистрираат. Целата случка ги привлекла погледите на рекорден број на зачудени минувачи на улицата во Нанјин, Јангсу, провинција во источна Кина, кои воодушевено го гледале Infiniti J37 кабриолетот откако бил паркиран пред златарската продавница. За несреќа на собствениците, полицијата набрзо се појавила на местото и при тоа забележала дека блескавиот автомобил не поседува еден есенцијален додаток – регистарска таблица. Автомобилот, за кој биле потребни повеќе уметници и период од 5 месеци за да го покријат со злато, набрзо бил на својот пат кон складиштето на запленети автомобили. Сега собствениците имаат 10 дена да платат голема казна и да ја регистрираат, или колата ќе биде трајно запленета. Mama was queen of the mambo, Papa was king
king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city looking for a big... Меѓународната антидопинг агенција најави дека никотинот наскоро би можел да се најде на листата на забранети супстанци. Директорот на научниот сектор Оливие Рабин изјави дека највисокото светско тело за борбата против допингот поседува докази во врска со тоа дека никотинот би можел да се користи како стимулативно средство. Во некои спортови никотинот е широко распространет како допинг, изјави Рабин. Сепак тој додаде дека борбата против никотинот всушност не значи борба против пушачите. Сигурно нема да им забраниме на спортистите да пушат. На нас ни останува да ги одредиме начините на кои што ќе се утврди дали никотинот се користил како допинг или пак се наоѓа во организмот поради тоа што самиот спортист е пушач, изјави Рабин.